како и ние презентираме слушаш. Вие тука. 6:34, 4 минути до сниме. Ќе позапочнеме многу брзо за да имаме повеќе место за дискусија. Се надевам дека овој пат имаме повеќе прашања и повеќе дискусија за разлика од минатиот пат. Овој пат гостин ни е Јан Маринчев и он ќе зборува како да заработиш од бесплатна Android апликација. Ќе ни раскаже за неговото искуство, ќе ни раскаже неколку модули за интегрирање на реклами во самата апликација и уште неколку мислам дека уште еден модул за како да заработиш од бесплатна апликација и ќе го каже своето искуство со апликацијата која што му суспендира после, па некој се закаже за тоа дека било суспендирано. Здраво на сите, фала што дојдовте. Аз се навиквам ова презентација ќе види еден начин како може да се заработи кеш во Македонија од софтвер. Приватно, значи фирми и ништо. Првото прашање е како за да се запрашам пред некои 6 месеци. Води го. Ето така. Не знам. Пред некои 6 месеци ја се запрашав како и во дискусија со колеги капиравме дека има нешто што се advertising networks и дека има нешто се реклами, некој нешто плаќа, па се заинтересирав да видам што е како. Значи, на почеток се прави некоја апликација. Значи има некој малце од презентацијата дел ќе види, значи како да успеете да ја промовирате вашата апликација. Што и да било, дали игра или некоја друга апликација. И после ќе објаснам дел од моето искуство. Значи, прво е многу важно ми се чини дека мора да споделувате се апликацијата на Facebook и на Twitter. Може да спомирате по групи, аз го правев. Значи на Android групи спомирав како луд. Исто и на Twitter, за едноставно луѓето да видат дека има нешто да се даунлодира. Исто така, кога ќе почнат првите даунлоди, првите юзери, ќе почнат и првите коментари. Коментарите на почеток, мене барем ми беа ужас. Има рейд. И така гледаме што треба да се поправи или треба да се смени од апликацијата. Од кога ќе извадиме некоја верзија, што е така постабилна, можат да се користат некои познати веб страни или форуми за Android, како Android Guys, Android Listing, Director Pro. Значи може слободно да му пишете мейл, дека сакате вашата апликација да има ревју. И се доста културно, мислам Android Community е тако на некој начин отворено. И се супер дечки, значи со мейл комуникација на овие три страни, пример Жозе, има уште некои други, но има впишано. И во најбрз можен рок направија пост. Android Guys се читат не знам колку илјади девелопери или луѓе низ светот, што автоматски крева на даунлоад. Тие даунлоади се исто важни за следното нешто од тоа што владите пари. Значи advertising networks. Тоа се фирми, системи што имат за да може да се појават реклами. Имате видео, значи најдолу на апликациите или најгоре лево десно. Се појават мали банери што може да ги кликнете веднаш до некој оглас или некоја реклама. Има многу, значи дефинитивно не може да се одлучи која е најдобра мрежа, така да речам. За рекламирање јас се користев AdMob, има MobiKix, гледам дека последно време се многу зајачани, има Dextrate и другите. Многу има стварно. И реално во бизнес светот по блогот како што пишат не можат да одлучат која дека ова е најдобра или друга. Која да оберите, исто ќе видите. Најпак има разлики во тоа fill rate, колку реклами ќе пушти или нема да пушти, или колку му е цената по клик и така некои други параметри. Кога имам апликација, може на неколку начини да пробате уште повеќе да промовирате. Прво е со кампања, значи ако имаме некој стартен буџет, некоја сума, можеме да ги инвестираме во кампања така што ќе направиме реклама. Може да види обичен текст, може да види некоја слика full advance, поинтересно. За юзерот да кликне да види дека таа вашата апликација или игра да лодира. Исто може многу добро да се таргетира. Значи имаме девајси, имаме по земји, имаме по верзии на Android. Мислам дека и за iPhone исто нема пробано, но сигурно е слично. Не по девајси, ама по земји. Има уште неколку параметри што се стандардни за таргетирање. Тоа
сигурно ќе ви донеси повеќе даунлоди. Тие даунлоди ќе носат повеќе импресии или кликови и тие заедно генерираат некој приход. Значи цело финта е како се заработува. Има, кога ќе се покажуваат рекламите, на тоа е рейт кој се креира или паѓа и во зависност од кликови колку пати ја покажа на рекламата, толку и цената. И на 1000 отприлика така оди efficient cost per mile го вика. Тоа е рейтот кој ви дават на 1000 покажување на реклама, добивате еден рейт, да речем. Например, може да видим 0,2 долара. Има и друга интересна ситуација, тоа е кога, пример, имате две апликации. Како едната ви е многу популарна, како другата да стане исто толку популарна, да ги искористите истите юзери. Тоа го викаат in-house ads. Значи си правиме реклама, таа не е нормално без пари, може да се пуштиме во нашата апликација, значи апликација А носи реклами од апликација Б. Што истиот циклус ќе го повтори, со тоа што тие реклами му кажуваме колкав процент да се прикажуваат. Значи може да се направи системот сам да одлучи кога треба да покаже рекламата, пошто имаат негде отприлика 90-95% fill rate, значи колку реквести, колку импресии, колку реклами биле вратени. И тие баш 4% може системот да ги искористи да ги враќа вашите реклами, што корисниците ќе даунлодираат, да речеме, апликација Б. Сега овде индиректно немате заработка, ради тоа што приходот ќе се намали, ради тоа што, пример, 20 до 30% може да види од ваши реклами, значи тие нема да ги платите. Друга многу важна работа, значи инженерска и како сака да речете, мора да гледаме бројки, да ги разбираме бројките. Што ни значат нас статистики и метрики. Значи, константно од моје искуство пратам Google Analytics, Android Market статистики, исто пратам и репорти од компании што ги дава, пример како AdMob, еднаш годишно или на месеци, вадат репорт за да кажат колку интернет се користи, кој девајс, која таргет група, кои луѓе и така натаму. Пример на Android Market имаме да видиме платформска верзија, има да се види кој е јазик, земјата, кој девајс, која Android верзија се користи, што автоматски ви стануваат таргет. Може да се специфицирате баш за тие. Пример за земја исто така, Америка, кој 70%, одма знаеме дека таму поите си игра, да речеме, играте. Google Analytics исто така, ако гледаше некој Google Video, скоро сличното го презентира, како Google Analytics посебно за игри може да се искористи. Имаме игра со нивоа, јас имам конкретно таква, има и други. Можеме да ставиме да логира на секој ниво. Автоматски гледаме кога корисниците, пример, од прво до четврто му е супер, и најнаш петно ниво му е многу тешко и не може да поменат, значи автоматски гледаме дека нешто треба да промениме за да има континуитет, да му биде интересно. Исто така може да ги користите за се друго. Исто има делче овде случајно за истражување во Америка, што се извршило, дека за гейминг популација, машки и женски се скоро исто. Што јас мислев дека 80% се машки. Или обратно. И над 70% пример се смартфони, значи автоматски знаеме кој отприлика кој пазар ќе го таргетираме. Ова е репорт од AdMob. Кои уреди се застапени најпоќе на пазарот и кои уреди пристапват интернет, со што може да се види дека Apple и Android уредите најпоќе пристапват на интернет и то може и тие бројки за нешто да ги искористиме во така додатна анализа. Едно на моите апликации, имав една апликација, ја направив во 3 дена, многу глупа, многу проста, катастрофален дизајн, ама беше за тест да видам како воопшто цел овој свет функционира. Целта ми беше да извам $25, само да си оплатам акаунтот за на Android Market, пошто е толку. Сега, јас во 6 месеци стигнав до пола милион даунлоди. Не може да се поверувам, значи имаше по 13,000 даунлоди дневно.
Погоден беа keywords, малце беше плагиат, како загате речето, ама тоа е тоа. Од прилика извадив 9 верзии, значи поправав од почеток на 2 месеци вадев нова верзија. Устои на 2 недели. На 2 недели вадев нова верзија и тоа со нова верзија на Android, на iPhone, не знам, значи. Многу интересно е тоа што ги пинга на себе корисниците. Значи тој да има заборавено, ќе му излезе дека има апдейт, и пак ќе се врати, ќе поигра или ќе покажи. И одма се приметува, значи кога пуштите апдейт, линиите растат и на добивка и на посетеност и на себе. Исто така имав над 1100 коментари, што реално ми придонесе да ја поправам некои багови. И најинтересното се, јузерите едноставно комуницираат со вас, значи ви пишат мейл, еј супер апликацијата, ви се допаѓа, ова може да се промени, она. И едноставно што примерот од имейлите, значи над 150 мейлови се разменија, над 100, може 130 беа од Америка. Значи, не знам, оти таргетира в амерички пазар, многу различен од Европа, Европа се исто горе-долу толку милиони, само се многу различна култура и различен јазик. И можем да приметам дека најчесто луѓето ја играат играта или кога се возат со метро, со автобус, кога му е досадно на предавање или кога му е досадно на работа. Значи тоа си го кажуваат, онака, значи јас ја играм играта, ја возврат, до 5 до 6 пати кликам на реклами дневно, значи го разбират начинот на кој јас заработвам. И помагам. Сега задно, имав над 100 милиони реквести, со 94% филдреј. Како што гледате, 63% од трафикот беше во Америка. 5 ревјуа ми направија. Многу кул, значи. Се пиши мейл, другиот ден ти ја враќаат, нема проблем. Пишиме, по 2 дена си гледам пример на Android Guys, што ми беше малце чудно. Дали функционира. Вложив негде од 200 до 500 долари во кампањи, само уште тоаш не бев запознан со система и малце на безврста ги потрошив, нема фугав таргет направено. Негде моментално, пошто значи првата апликација беше неколку месеци, па после зативно ја ти се знави другата, беше плагијат или изцитирам, ќе објаснам. Запазвориш! И рекорд при вече скоро 14.000 кликови во еден ден. Значи тоа е многу ствар. Сега зошто? Многу луѓе ме прашаат зошто таа играта е направив и најдов база со прашање и си реков игра ќе направи. Ама зошто игра? Игра дефинитивно многу има поголем таргет. Значи има правени други апликации, има туло и не знам, пример, Taskiller. Taskiller го отворате еднаш неделно, убивате неколку сервиси, тоа е тоа. Или некако друга апликација, не прави за буџет. За буџет еднаш дено човек ја отвори, нема многу да се задржи, ќе затвори. Игра стои. Значи на игра рекламите вртат и тој може да направи во 15 минути, ќе на 30 секунди има рефреш рейт и се свртат многу повеќе реклами. И многу поинтересно, многу повеќе ја користи. Земја, значи претходно кажав зашто Америка, значи тие се една култура, еден јазик, изгледа има многу слободно време во дено, така личи. И позицијата на рекламите. Значи позицијата на рекламите има впланено одма под последното думе за одговор. И тоа тука се генерира и многу нагрешка кило. Тоа е многу стратешки, значи да знаете каде да поставите реклама. И мислам дека тоа е тоа. Сега за сега од мене, не ви така има нешто плюс да кажам, ако имате да прашате слово. Ако се срамите, може и на Twitter да ми пишете или на блогот што го пишам, пошто немам идеи на блогот малце пајажи на нафатено. Може некој предлог што ви да ви интересира. Од ова јас ќе вам скифам. Јас сум запознат со апликација, ако може да стави видео да се пушти апликација, што е така. Мислам дека воопшто не е важно тоа, пошто не е нешто страшно. Беше обична игра, копија на милионер, беше украдено логото, во Photoshop малце сменав боја, пошањата беа исто украдени. Со звуците се зафркнав, спуштив емисија на милионер од YouTube, ги секој звуците тие беа скрос оригинал, да тоа ме блокираат, додуше по 6 месеци. За едно нешто што не кажав,
много луѓе интересира колку е заработката. Много ми е мило, стварно мислам дека треба да споделам вакви работи со Македонија, пошто не можеме пазар да се оземаме дефинитивно 2 милиони сме много малце. Јас од ова се што го кажав, јас се купив кола нова, се регистрирав, се осигурав, се... Не познавам. Не да знаеш на колку е колата, кажи што колата. Едно на ган. Виделе колку може да се заработи, дефинитивно, значи не е некоја формула за успех, не можам да гарантирам, ама да може ќе направи ова. Али може да се успее дефинитивно. Колку други апликации имаше на маркет, колку се тоа? На маркет имаше 2 до 3, сите копи, значи камерата. И една беше оригинал, таа беше на Capcom. Capcom имаше авторските права за игри на милионер за мобилни уреди. Тие беа првиот продава $5, по кратко време во Search, кога се пребаруваше, мојата изгледаше пред нив и нормално. Што најмногу ти помогна да стане играта популарна? Дали кампањите, маркетинг? Мислам вака, дека прво keywords, значи колку беше лесно да се најде. Второ, тогаш Android маркет имаше, да речем, во 6 месеци многу помалци апликации. Да речем, кога имаше 200.000. Во 6 месеци, значи овој период од октомври 2010 до денес, има многу плюс апликации. Значи автоматски има многу поголема конкуренција. И второ што сметам дека исто е многу профитабилно, значи плагиат, немаше. Ама убаво. На се има плагиат, ако ви текне нешто ново иновативно, тоа ќе видите супер. Последна да избереш тема што апликација да правиш. Баш избра милионер затоа што малку ги има, затоа што ќе ти донесе многу пари, затоа што е многу популарна меѓу луѓето сакаат да играат. Не, значи кога направи апликацијата... Не, значи цела стратегија ја учев со времето. Значи јас не бев свесен дека постојат реклами, како и кампањи, хаос, и 300 чуда што се дешаваат по глава и ревјуа. И цел начин на промовирање на апликација, се направи апликација да се најдат база. Со прашање, 1100 прашања, и се реков ајде направам апликација, ја поставам на маркет да видиме како дава. И ова ми беше искуството, што сметам дека секој малце, ако седне да размисли, ќе направи уште нешто многу појако и ќе добие многу појки. За мене ми беше скроз неразмислено. Ова втората апликација што е направи, силата не ми тегнеш да си беше името, добро. Пандан на милионера, како ти иде со таа цел? Само е окей, полека, има кампањи, значи тоа реков, Android маркетови ќе се сбуснуват, тие такви апликации ќе ги има многу, значи милионери има, многу, стварно. Дали никој си размислувал за ако имаш воопшто чувство за други начини на финансирање на бесплатни апликации, кои што се и на purchase и да речеме се купуваат елементи или кредити за тоа стана збор за малку поразличен модел на заработување. Тоа е малце, да речем, по-адванс за кајна, за Македонија, ради тоа што, пример, платена апликација да се пробава, значи модулите на платена може да се плаќа, може да биде фри, ама да се доплаќа некој контент или функционалности, може да биде фри со реклами. Значи многу исто има шема е, да речем, на Android Market, се вадат две апликации, едната е Lite, другата е Pro, едната е со реклами, другата е без реклами и се плаќа. Кај нас не може, тоа што сме ограничени со системот на плаќање. AdMob, AdMob и сите други, кај MobiClick излезите, значи исплаќаат на банк. Има процесирање, први до 5 месецот процесираат, стигнува мейл дека толку пари ќе биде префрлени, по 2 недели се насметува. Без никаков проблем. Пробав да отворам PayPal, по 2 дена ми беше затворен. Рутинска контрола ми пише. Колата дали ќе покажеш? Колата дали ќе покажеш? На паркинг позади там бираш. Ренот оригинала? И ја да врши работа. Значи, за кај нас Македонија со реклами е најчистиот начин на заработка. Дефинитивно, значи мене ми се чини најпростата апликација да поставите на маркет со реклами, дека за 6 месеци повеќе од сигурно дека ќе ви се исплатат тие $25 што сте го платили на акаунт. Дефинитивно, значи. Имам многу, значи,
Трци и врво. Дали ще размислуваше и на други платформи да ставиш? Не, значи за повеќе платформи, сепак, значи ова е сам работев с некој време и други апликации, значи тоа сакам да ви кажам, значи ако е фирма како Web Factory и други ентузијасти, да имат дизајнер, значи мали фирми, малце луѓе можат да направат многу стварно. Некој мен многу ми фалеше дизајнер. Исто многу ми фалеше iPhone програмер за iPhone. Тоа само еден што ти знава. Сликајно. Партнери? Дали се пробувал да се промовираш со овие сајтови како пријапати или не знам колку има веќе на интернет, не знам дали ги знаеш. Алтернативните маркетинг. Има кога секој ден прават од 2-3 iPhone, iPad или Android апликации бесплатни, ще ви така ти е бесплатна, така што можеш да пробаш со тоа да се промовираш. Не само овие. Има многу, само пријапати име ми е На неколку блогови за Android што си ми веб страни, такви попознати портали, само кај пробав едноставно да видам дали воопшто може, дали ќе речат окей или барат нешто по-адванс, дали или ќе тестираат. Не знам, едноставно ме интересираше дали тоа ќе помени. Помина ми дојде, даунлоди. Не. Добра, колку помогна спамирањето на форуми, сигурно си многу? Значи спамирав најголемите групи на Facebook. Не те банува постовите или не? Дори имаше по некој Вика од Македонија ќе го ставим. Имаше по некој лайк. Друга многу јака финта за апликација, ќе ја кажа Виктор Станец на Суберот. Значи тоа ако ќе стигне пример некој юзер до милион, да може да направи пост на Facebook или на Twitter. И тоа исто така имаше, значи ако го имплементират по известна верзија, се гледаше од нас големено даунлодирање дека функционира, значи социјални мрежи спам такви работи. Сирови. Нема работата со спамирање ствари не е спамирање, него едноставно ти вадиш програма на било каква, дали да е софтвер некој за на компјутер или за на мобил или за што и да е, кажуваш и дечки, вие користите вакви работи, ја направи ваква програма, видете дали ви се свиѓа, што не ви се свиѓа, зашто, што да сменам, како да сменам. Многу добар фидбек се добива од испраќање на такви видиш што сум направил на некој форум, него да чекаш ти да некој да ќе даунлодира програмата и да ја користи, пошто ако не ја користи обично ќе ја деинсталира и толкова. Не, мислам на форумот се регистрираш и само поставуваш и ја направи оваа програма, тоа е спам. Значи не го користиш ти форумот, не си редовен таму и сега ти кажуваш ја имам ваква апликација, тоа е. Да. Значи доста да ти добре со 100 корисници, тие 100 корисници беа, како што кажав, од меловите примери дека се најчесто студенти или средношколци, имаше и постари што на работа некој посадно. А дефинитивно ќе споделам. Тоа што подобро е на администраторот на форум да му пишеш дали ќе може да поставиш како пост и тоа има поголем ефект. Мене беше онака се експериментално, да видам дали може едноставно. Дали ќе помине. Нема така да администраторот на форум ако бараш, може да се мисли као да речеме спонзориран линк да биде. И тоа што обично луѓе дали гледа, не знам, таму стики линк или нешто ќе извади на форумот и ќе речава нешто бана што некој сообщение. Добро, мислам дека Не, најважно дефинитивно е од коментари од юзери, се гледа рейтинг на звездичките, не ставно јани 3,28 оцена, просечна. И се чита, има стварно хейтери, сегде има. Нема бегање, јали тоа е тоа. Конкуренција. Нешто не знам да ја уклучи или не знам туторијално да го заврши, као ја да инсталирам нечи. Има некој што со малку се задоволува. Тоа е тоа. Ми интересира дечкото од стартап викендот дали слушнавме имаме одличен пример каде што за 6 месеци дечкото успеа да заработи огромна сума на пари. Знаеш ли? Дали на вакви ден го поминало на стартап и зашто не? овие се тие хейтери. Да, до мене да дефинитивно би поминала, само ете, работата што таму ќе има комисија и ќе се гласа меѓу себе. Комисијата би сватила сериозно ако ние дојдеме со идеја дека сакаме да правиме игра пандан на милионер на 4.
Види се дека ти имаш 4 и дизајнот биде малку различен. се дека ти има значи стратегија како таа да кажам апликација игра како и да е или било што ќе произведеш, ќе влече пари или ќе биде профитабилно и слично, нема зашто да не. Дали има пример во стартап центар каде што за 6 месеци успеа некој да ја заработи приближно исто? Мислам дека има. Само да. Друго нешто? Конкретни Јас сакам да го прашам уште нешто. Колку е тешко да се повтори? Зависи, не знам, јас немам пробам со уште една слична апликација. Дури ако ја копираш. Да, се думам кој да ги копирам. Не знам, мислам стварно ако имам некоја идеја, ако излезе нешто стварно одлично, не може да не успее. Значи стојам за тоа дека ако мисли за нешто што е баш клучно, нема во светот, не може да не успее. Значи некој ќе го види, некој ќе се јави. Значи што може вакви работи да поменат и дупи други апликации, што кликаат два пати, кликаш три пати паѓа, и луѓето владат пари. Значи сигурно дека добра идеја може да успее. И да долго од Македонија. Да, објавено. Милион снима. Слава оди сега за сега, маја сега да ови работи што ги учев. Малце се побавам. Некој друг? Ајде, рамотло. Благодарам за вниманието. Добро, што не треба да само сустренам се благодариме на Јан и на сите што дојдовте, заради што пријателот баш имаше премногу зборување, а премалку дискусија, затоа се решивме па да дојдеме само со една презентација, за да има повеќе дискусија. Овој, да кажам, крајно официјалниот дел од средбата, затоа што у принцип не треба да се разотидете сите, да го треба да станете да ги продолжите по неформалните младите, односно да го прашате шо мотор избрал на Реното и така натаму. Не, знам имам многу прашања кои што секако луѓе сакаат да ги дознаат, меѓутоа имам многу луѓе дојдени тука кои што сакаат да дознаат кои други се интересираат за нови апликации, кој развива на Android, кој развива на iPhone или нешто слично, па затоа е настанов тука за да се запознаат луѓето меѓу себе со исти интереси и да може да комуницираат понатаму на едно поинтересно ниво. Ја ви се заблагодаря за доаѓањето и би ги повикал сите кои се заинтересирани да споделат некој искуство и некое знаење или тема што сакаат да се дискутира на овој настан во некоја станица предавници да ни се јават, пишат имейл, остават коментар, значи сеедно или да ни се обртат тука. Овој настан организиран од самата заедница, ние сме само MC тука, значи ништо повеќе. Темите и луѓето што зборуваат се сум вие во основа. Благодарам уште еднаш.